Господин Оливер Спасовски, председател на Владата на Република Македонија, би сакал да ве подсетам. Ја би рекол, ова измишлјотина на техничка влада беше ваше барање. Мислам, не лично ваше, него на партија. И тоа плачевте, кукавте кај меѓународната заедница да се оформи техничка влада и се стави во Пржинскиот договор. И гледаме како функционира. И сега, поготово, а и прошлиот пат. И јас сметам дека, еве лично, после изборите, еве, како ќе одлучи народот така, првата работа што ќе биде на владата треба да достави предлог за укинување на законот за влада во делот на техничка влада. Тоа треба прво, затоа што не треба до тој степен да ги бламираме институциите, влада, министерство и така. Вие побаравте согласно Уставот, не знам кој член, господине Мисовски, дали може Уставот да го даде? Уставот. Момент. Согласно Уставот, господине Оливер Спасовски, овде пишува Устав на Република Македонија. И тоа овдека, што се преседава. И што треба сега да бараме, господине Оливер Спасовски? Да бараме разрешување? Не, да бараме разрешување затоа што го користат Уставот на Република Македонија? Нешто да правим? Не, повелете Уставот на Република Македонија. Благодарам, господин Велјановски. Господине Оливер Спасовски, само да ве подсетам. Вие бевте, вика технички, јас министри сте. И подпишувавте и сега како премиер заклетва. И прошлиот пат подпишавте заклетва како министер за внатрешни работи. Да ве подсетам дека бевте министер, еве, технички за подобро да разберат, пошто е одомачено тоа, од јануари 2016 година до декември 2016 година. Цела година. Со мала пауза, така, уште од ноември 2015 година. Значи, од ноември 2015 до декември 2016 година. Една година бевте технички премиер, технички министер за внатрешни работи со една мала пауза која излеговте тогаш со 3 месеци. И сега најдовте за месец дена да разрешувате министер за труд и социјална политика и одма да му најдете мана нешто. Второ, сакам да ви кажам, ко председател на владата на Република Македонија, да си побарате и да го разрешите сега на влада директора за служба за општи и заеднички работи. Банерите по министерствата, службата за општи и заеднички работи ги заработи. Не министерствата. Еве, проверете, ќе видите. Банерите ги изработи и тоа е нивна задача. И нивна обврска. Службата за општи и заеднички работи. Тие ги обслужуваат министерство. Од него побарете и разрешете го, ако мислите дека е грешка во банерата. Следно, вие ко бевте технички министер за внатрешни работи. Знае јавноста какви дуели имавте Оливер со Оливер, така беше. Може да бевте во право, ама знам дека Емил Димитриев, како председател на владата на Република Македонија, кажуваше дека цело време ги мире. Следно, дали некојаш како министер за внатрешни работи, во тоа време во владата, техничка, ви поништила владата некој решение? Јас како што знам, ниједно. А вие само поништувате. Тие подпишат решение, вие на владата
поништуваат. Не може колективен орган да поништи решение на инокосен орган. Не може тоа да го. Сите законски прописи, министерот, било кое министерство, си одговара, има управни постапки, има други постапки, а не владата да ги поништува решение. Следно, нели се формира ова влада за обезбедување на фер избори. И вие специјално го баравте тогаш кога се формираше техничка влада, Министерство за внатрешни работи и Министерство за труд и социјална политика. Зошто? Министерство за внатрешни работи затоа што има своја моќ, а Министерство за труд и социјална политика затоа што ги има центрите за социјални работи. И сега баш најдовте министерката за труд и социјална политика и додиме на избори без министер за труд и социјална политика. Како тоа ќе функционира тој закон за влада, кај што вика нели има двојни подписи треба, кога нема министер за труд и социјална политика. И сега ќе ги префрлите сите надлежности на заменичка, како ќе заменик, дополнител, министер за труд и социјална политика. Односно, вие да го водите. Може би до утре ќе побарате и од министерот за внатрешни работи и него да го разрешиме и додиме на избори. Јас евен најискрено добронамерен мој предлог, затоа што може согласно деловникот, до расправата да го повлечите предлогот за разрешување и после изборите, сите да кажеме, првата работа што треба да види на новата влада, да поднеси предлог за укинувањето на законот за влада во делот на техничка влада, да не ги бламираме институциите. Со вака формирана техничка влада, со вакви, би кажал, лоши меѓучовечки односи, само ги бламираме институциите. Благодарам.